преку ноќ некој те хакно и пепел све. И плюс тоа ти не имаш јадено 60 кусур сати. Нема појако. Цел бизнес ти се руши у секунда и ти уште не јадеш. Ама топ со осеќа. Ова видео ќе трае 3 дена. Односно ќе правам челендж 3 дена water fasting и ќе споделам секој момент што се случува со вас. Последниот оброк ми беше вчера вечерта во 8, што значи дека денес до 8 вечер ќе поминат 24 сати. До 8 нема да има никаков проблем бидејќи тоа сум го правил. Ќе биде предизвик вечерта. На вага не сум се мерил можда 3-4 години. Намерно земав вага за да се измерам сега на почеток на челенџот и на крајот да видам колка ќе биде разликата во килажа. ТВ е 6,6. Може би звучи лудо да не јадеш 3 дена, меѓутоа еве што се случува со телото кога не внесуваш ништо освен вода. Телото влегува во процес на автофагија, што значи ги чисти оштетените клетки одвнатре и се регенерира. Започнаш да трошиш масти како извор на енергија. Драстично зголемена ментална јасност, што значи мозокот ти работи побистро и подобро од било кога. Тоа ми е мене едно од најбитните, воедно зашто правам и на дневно ниво фастинг. Учиш дека не ти треба храна секој момент. Гладта е навик и најбитно од се, гладта со текот на времето опаѓа. Ако сега ти седе многу, за X време не значи дека ќе ти седе повеќе, туку помалку. Се најбитно што денот си продолжува со истиот тек, што значи идам на состаноци, се гледам со луѓе, треба да идам на ручек можда или на вечера, со некој што треба да јаде, ја не треба да јаде. Првиот ден, 24 сати, не е никаков проблем. Главниот проблем ќе биде утре. Или ако треба да идам на некој состанок вечера, кај што ќе можам да пијам само вода и да не внесувам храна. Планот ми е да не внесувам ништо освен вода. Ќе пијам и црно кафе, меѓутоа и тоа сакам да го лимитирам на 2 до 3 кафења максимум на ден, да го намалам и кофеинот. Нема ништо боле од тоа да правите фастинг на дневно ниво. Пробајте некое време, па ќе видите какви бенефити ќе имате. 60 со 30 однос. Веќе 18 часот, 22 сати време на пост. Одлично се осеќам, 500 работи завршив денес, пун сум со енергија. Следно што планираме да вежбам. Решив за овој тродневен пост да вежбам секој ден, меѓутоа да не се форсирам. Ќе го намалам интензитетот, ќе направам пример само вежби со сопствена тежина, не знам, склекови, згибови, пропаѓања, чучневи без килажа и ќе правам буквално по 4-5 сета, како зависи како ќе се осеќам, меѓутоа да не внесувам општи интензитет, бидејќи денес топ се осеќам, можам одличен тренинг да направам, меѓутоа не знам како ќе биде утре. Али секако и од тоа што читав и што гледав е најубаво да се вежба со малце намален интензитет. Почнувам со тренингот. Прва вежба ќе правам пропаѓање со склекови. Ќе правам суперсет, пошто искрено мрци паузи да правам измеѓу вежби. Иако можда не треба, ама само таа вежба. Секако нема да правам кој знае колку повторување. Втора вежба ќе правам малце летање со бучици. Со мала килажа, нема да се форсирам, едно 4 сета. Едно ќе правам Diamond склекови 4 сета и таман ќе го заокружам како push day. Денешниот тренинг, како може да се нарече. Еве еден интересен факт. За време на пост телото лачи хормон на раст. После 2 до 3 дена може да се зголеми до 5 пати повеќе. Тоа значи дека се зачувува мускулот, а се трошат мастите. 27 сати време на пост.
Идам да се видам со некои другари, се чувствувам одлично, таман ќе се почастам една кисела вода, пошто реално може и кисела вода да се пие, само не треба да се претерува. Исто и црно кафе. Гледав да намалам прилично доста и на кофеин, меѓутоа е многу тешко кога си навикнат на кофеин, у исто време заедно со постоти да го изгасиш и кофеинот скроз. Така да, све е супер, едино може на момент да ми бидат ладни рацете и ножете, температурата на телото малце да ми паѓа, ама тоа е сасвим нормално, пошто и кога правам дневни постови, истото ми се случува. А и доста залади нагло реално време. Се гледаме утре. Ден втори, станувам од спиење, искрено, одлично спиев. Мислев дека ќе имам проблеми, ама спиев едно 6 сати како бебанце. Сега е 6 са бајле, идам да се измијам и почнувам со денот. Прилично доста енергија имам, а уште не сум се напил ни кафе, така да мислам дека ќе биде одличен ден. Што е убаво ладничко денес, идеално е време. Веќе 11 сат, реално врв се осеќам и фокус и енергија на сасвим друго ниво. Е сега, многу битна работа. Ако имате вртоглавица или ве боли глава, не ви треба храна, него ви требаат електролити. Како ќе решим ова? Треба, значи, во млака вода се зима и треба да ставите некоја пола лажичка хималајска сол. Тоа може да го правите неколку пати во денот. Ја искрено нема ни боли глава, ни имам вртоглавица, меѓутоа го правам превентивно, пошто излагам имам и некои состаноци. Не знам како ќе се одвива денов, бидејќи немам правено фастинг повеќе од 24 сати. И се меша и се пие. Ово исто ќе направам и вечер после тренинг. Пошто планирам после, ако се осеќам добро, да извежбам, ќе видам нешто лабо, можда само згибови да правам. Живели. Колку добар вкус има вода со сол, нереално. Ку знаеш што ќе биде вкус од храна која ќе почнам да. Иначе да кажам, уопште не ми се јаде. Ама уопште уста не ми се отвори. И одлично се осеќам. Уште од кога станав, до сега врв, најстабилна енергија. И кога сум правил фастинг, односно пост во тек на еден ден, пример 20 сати, не сум успел да го постигнам ова ниво на бистрина на мозок и на фокус. Има ли боље од вода со сол? Аутфит чек, кој чек бе $1.000.000. Ето веќе чекам брендов зовлека да го извадам. Види квалитет. Нереално. Точно нема проекла, што сите состаноци ми се по ресторани луѓе да јадат, а ја да се пијам кисела вода и евентуално еспресо. Уопште не ми се, никаква криза. Буквално никаква. Ти 500 мораме да стават да се консултираме. Да, знам ли да ги извадим, камера е много да се јавиш, камера без 100 евро, телото... Нема ништо болje од вода со хималајска сол. Како вкус има. Лепота. Од 2016 година, јапонскиот научник Јошинорио Суми добил Нобелова награда за неговото истражување наречено автофагија. Автофагијата е природен процес на телото во кој ги разградува и регенерира оштетените клетки, особено кога нема доволно храна и енергија. Најсилно се активира за време на подолги периоди на пост. Значи, ова не е само тренд, ова е наука. Скоро 48 сати, тоа е 47 до овој момент точно. Искрено малце ми се јаде, ама ништо страшно не е уопшто накако. Као, тоест, не знам ни дали ми се јаде. Многу е битно вода да се пие цело време, хидратација. И досетиш глад, ќе се напиеш вода и проаѓа. Не е уопште страшно.
Искочив на сонце малце намерно Д витамин, пошто ми беше малце ладно на рацеви и нозе, што е нормално да ти падне температурата на телото, а и доста залади овие 2 дена нешто нагло. Така да вака на сонце, ладна вода, топ ми е. Се мислам дали да извежбам, не знам што ја правам. Може да направам згибови само едно 10 серии без форсирање, скроз лаво. Ќе направам 10 серии згибови. Не се форсирам од 8 до 10-12 повторувања. Мислам дека не треба и само интензитет да се дода, пошто ако запнеш, може да ти се свртиш, што е сасвим нормално. Дека е више 49 сати. Направив 10 серии згибови, направив и стомачни, си истегнав, одлично се осеќам, пун сум со енергија, уопште не ми седе, више на кај 50 сати фаќамаш. Ден трети, само што станав од спиење. Значи, више се скоро, тачно 60 сати, морам да се измерам, да видам што се случува со килажата ме занимава. ...94,3. Значи сум ослабел 2 кила и 300 грама до сега. Што сеќам исто како секоја сабајле која ќе станам од спиење. Неам чувство дека неам јадено 70 сати, веќе преку 70. Уопште. Значи, буквално исто. И тоа сега станав од спиење, уште не сум се ни расонел. Сега пијам едно црно кафе, не смеете млеко, шеќер, ништо. Значи може буквално или нескафе у топла вода или еспресо. Што секако само и тоа пијам од кафење. Не смее да се претерува со кафе. Друго, битна ставка е многу целиот процес хималајска сол во млака вода. Значи, доколку имате вртоглавици или ве боли глава, само тоа е спасот, не е храната. Тоа и во нормален ден, кога не правите пост, може да ви помогне ако случајно имате вртоглавици или ве боли глава. Значи, имате дефицит на електролити. Друга битна работа, да знаете, хормонот за глад, грелин, значи тој доаѓа во бранови. Може да имате момент кога ви се јаде и сите викаме, леле колку ми се јаде и ќе умрам, и тоа не значи дека за одредено време тоа ќе се зголемува. Не, напротив, тоа доаѓа во бран. Сега ти се јаде многу, издржи, написа вода, написете и кафе, почекај малце, ќе помине, после устане ти се отвора. Едино вчера вечер осетив некоја глад, ама не беше нешто што не можеш да го контролираш. Онака ми беше. Као ми се јаде, не знам ни дали ми се јаде. Многу е едноставно за практикување, а има огромни здравствени бенефити. Искочив да завршам некој врски, намерно искочив пешки, пошто некако многу имам енергија и боље да пешачам малце. Иначе топ се осеќам. Ментална бистрина на друго ниво. Фокус, енергија, одлично. Све беше супер, се додека не ми стигна мейл дека ад акаунтот ми го блокирале на Facebook и сега морам да се вратам па до дома да идам што е. Стварно не можам со Facebook апдейти на 15 минути што прави да искочам накај. Инстант нервоза ме фаќа. Перут ќе стомаќија. Дали ќе офрлам лаптопот од тераса или све ќе заврши безгрижно. Моментот на вистината. Видам што се дешава. Не ми е јасно, пошто до пред пола сат све си беше супер, ама од сабајле има некои апдейти константно. Изгледа ми го хакнале ад акаунтот на Facebook
Не знам што да направам се. Ќе морам да го решам ово. Така да ништо од читањето, ќе морам да останам дома додека не остредам ова. Официјално ми го хакнале ад акаунтот на Facebook. Значи не го блокирале од Facebook, но некој го хакнал. Од саба или имаше апдети на Facebook, ку знае што се деси. Ја како ќе го вратам ова, појма немам, изгледа све ќе мора од поново да направам. Каков проблем ми се деси на после 64 сати без храна, нереално. Ама добро се осеќам, само што ме фати нервоза, нормално е да те фати ен тон пари и кампањи, све некој ти хакнува во секундава. Морам да го решам. Каква нервоза ме фати, морам едно кафе да си направам и да се фатам за работа. Што за работа, не знам што да правам. Тоа е проблемот. Нереално ова што ми се деси. Загледав 5 сати може на компјутер, кај што ми ги хакна сите акаунти на Facebook. Уште све ми изгасено, значи цел бизнес ти го гасат, ти го зимат, пошто некој све ми хакнал, не знам како е возможно. До сега пишав со Facebook на сапорт, имав ми кол со Facebook од Лондон, саат време ми кажува што како да правам, за да пробаат да го разрешат, пошто све ми е стопирано што ми функционира. И Македонија, и Србија, и Европа, све комплет. Преку ноќ некој те хакно и пепел све. И плюс тоа ти не имаш јадено 60 кусур сати. Моментално е 4. Значи за 4 сати треба да почнам да јадам. Значи колку му доаѓа? 68 сати. Таков некој стрес и нервоза ми доја, ама ова е нереално што ми се деси. Од нигде никаде. Све е супер. Некој од Виетнам ми ги хакнале сите профили, бизнес профили што се. И толку. Рачунем сасвим среќа што ги исконтактирав и дека трошиме доста пари на реклами и на све. Па успеа ми пуштија број и мика чекај ќе те бараме да се разбереме така по телефон, пошто е сериозна работата. Нема појако. Цел бизнес ти се руши у секунда и ти уште не јадеш. Ама топ се осеќа. Уште тој 1 август месецов ако почне вака, одличен ќе биде. Е чисто да видите кои стресови ги доживам, све ќе ја покажам. Од Facebook ти обанираат акаунтот, disabled, као демек некој проблем. После отварам, додека трал процесот на хекирање, футурива и некој unknown Instagram проба од Виетнам да влезе. И за секунда нагло све ти снемува. И до сега се објаснав среќа што ги имам скриншотове што зборев со другаров за решение по пут. И еве сега од Facebook full контрол на свет на тој бизнес профил некој си unknown email. Се 71 саат, односно за 1 саат треба да почнам да јадам и ќе заврши постот. Не ми се јаде ич, одлично се осеќам, фокусиран сум, енергичен, можев и да извежувам денес, ама не извежував, пошто имав ненајавени проблеми, кои се уште ги решавам. Искрено, поради проблемите не има време да мислам дали ми се јаде или не ми се јаде. Ама што е најбитно, фокусот и концентрацијата ми беше на многу високо ниво. Со intermittent fasting или повремен пост на дневно ниво, од 16 до 18 периоди и 20 сати, практикувам уште од 2008-2009 година негде. Меѓутоа, никогаш не сум направил подолг 3 дена, 5 дена, 7 дена, 9 дена. Се е прв пат нешто такво да направам. Одлично се осеќам, има огромни бенефити, така да топло го препорачувам на сите. Тоа што е најбитно за слабење, поради знам какви се бенефитите и колку е поедноставно да функционираш кога работиш и кога создаваш работи со дневен пост, затоа и на нашите најпродавани производи за слабење, диетата, што е на секој QR код што се препорачува, е базирана со препорака на повремен дневен пост. Има опција, нели, и да не го практикувате, меѓутоа е многу полесно, особено со вакви суплементи кои се 100% природни и дополнително ви го намалува апетитот. И многу полесно ќе го поднесете целиот пост доколку не сте навикнати. Искрено, све е навик.
За една недела све се навикнува телото. Така да, доколку сакате да слабеете, препорачувам да си земете Slim Booster или Slim Booster Plus, кој што исто е замена за оброк со само 25 калории, и да ја пременувате диетата која се препорачува, која е базирана на повремен дневен пост. Резултатите се ненормално големи, преедноставна и најбитно од се, диетата е направена за наша подневи. Ако идете у кафана, што да нарачате, како да нарачате, како да имате убави десерти, здрави, што да правите во секој момент, и ако не ќете да вежбате, исто така објаснато што точно да правите. Она што исто така битно да се сподели е кога ќе почнете да јадете, треба да почнете со полесна храна. Јас денес, односно за пола саат негде, ќе почнам прво ќе јадам лубеница, па супа и вечер ќе направам некоја интегрална паста со сирење само. Или можда салата некој. Па од утре ќе почнам полека јајци да ги внесувам и другите малце потешки храни. Да не треба да му направите шок на телото. Ој, еко ѓубро после 3 дена како.